РЕК Битола не произведува струја. Од државните електрани информираат дека утринава поради активирана заштита бил исклучен вториот блок, а 6 минути подоцна и првиот поради активирање на заштитата на трансформаторот за сопствени потреби. Од компанијата додаваат дека поради навременото активирање на заштитата не било причината штета. Исклучувањето било причината од надворешни фактори кои дополнително ќе се утврдуваат. Во моментов течат операции за повторно вклучување на Битола 1 во електроенергетската мрежа, веднаш по синхронизацијата на Битола 1 во електроенергетскиот систем. Во текот на денот ќе почнат операции за вклучување на Т Битола 3, кој согласно планот за производство изминативе денови не беше во функција. Од опозицијата обвинуваат дека власта лошо менаџира со енергетскиот сектор. Новото раководство на ДПМН пред да седне во фотелите ветуваше работа со 3 блока и со 100% домашно ископан јаглен во рудникот, а сега нема ништо од тоа. Во РЕК се троши повеќе увозен отколку ископан домашен јаглен, а кога не работи се увезува скапа струја. Од ВМРО ДПМН обвинуваат дека токму криминалните шеми на претходната власт предводена од СДСМ и ДУИ системски го уништиле енергетскиот сектор. Новото раководство веднаш ги детектирало проблемите и работело на нивно санирање. Испадот на РЕК Битола од мрежата е директна последица на неправилното, несоодветно и криминално одржување на блоковите од страна на криминалните СДС и ДУИ. Тоа веќе го потврдуваат и надлежните институции кои покренаа и обвинение против првите лица на РЕК Битола за сторен криминал во вредност од 6,5 милиони евра. Инаку ова не е прв пат да бидат исклучени блоковите на РЕК Битола. Во изминатите години комбинатот ретко работеше со 2, а уште помалку со сите 3 блока. Се случуваа чести испади на мрежата, што го нарушуваа редовното производство на струја. За подсетување, новата власт еднострано го раскина договорот со контроверзната Марковски компани, која со години вршеше ископ на јаглен во РЕК Битола, а моментално тече јавен оглас за изнаоѓање на нова компанија. Фирмата на почесниот белоруски конзул стана омилена на претходната власт за делење тендери. Фирмата добила дури 66 тендери со АД ЕСМ во вредност од 141 милион евра. Највредните од нив беа доделени непосредно пред изборите. Екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски е осомничен за несовесно работење, а надлежните очекуваат за РЕК Битола да се отворат и други криминални случаи.